Дали може новородени верници да бидат обседнати од демони? Би рекол да. Бидејќи јас видов дека верникот, ако не живее за Бога и одново се оддаде на светот, на телесноста и на грешноста, тогаш одново отвара врата за непријателот, односно за ѓаволот. Имено ако се живее небожјо и наместо да се следи примерот на Исус се живее разуздано, тогаш несвесно спасениот верник станал соработник со ѓаволот. Како тоа? Авторот на гревот не е Господ, туку е ѓаволот. Ако вие живеете во грев, вие ги користите авторските права на ѓаволот. И соодветно тој ќе ти наплати за тоа. Се има своја цена. Исус не исчисти, го плати нашиот долг, не разреши од гревот. И ти вика, оди и не греши повеќе. Но ти ако одново сакаш да грешиш и сакаш да практикуваш грев и да живееш по старо, тоа му доаѓа како искапената свиња одново се враќа во калта. Како што еден новороден христијанин може да се разболи, како што може да сгреши, како што може да излаже, така може да биде и нападнат од демони. И затоа пишано е во Словото, кој ќе издржи до крај сврзан за Христос, ќе биде спасен.